позицијата на ликовната уметност во животот на еден човек? Зошто би оделе на изложби, да речеме? Можеби прашањето подобро ќе биде формулирано, која е позицијата на ликовната уметност во вашиот живот? Зошто ви одите на изложби? Ајде така, бидејќи вака сега ќе филозофирам. А да и дадеме Милена малце да збори? Ајде, слободно. Јас ќе се надоврзам после. Во ред. Која е улогата на ликовната уметност? Во твојот живот, зошто одиш ли на изложби? Сигурно одиш. Да. Зошто одиш на изложби? Најпрво, од страна на студент, идам на изложби за да собирам инспирација, Така? за да слушнам некогаш што критичарите имаат да кажат за уметникот. А од друг аспект на човек, идам по изложби и посетувам такви културни настани за пак ета професорката која што кажа да се разбуди некое чувство во мене, да пијам уметност, да си го развијам вкусот за уметност. Така. Да, убаво. Да најдам некој, не знам, стил што ќе ми се допадне, што понатаму ќе ми разбуди чувство тоест љубопитност да го истражам. Она што Милена се обидува да го каже, на свој начин го кажува, е дека кај нас во уметноста речи си се е направено, нели, во сите други области, речи освен ако не е инвенција некоја, нели? Да. Меѓутоа работата е колку ние ќе се надоврземе, колку го познаваме она што е веќе направено, колку ќе се надоврземе и ќе смислиме нешто ново, нели? Заради тоа е многу битно да се следи се што се случува. Така. Јас, за мене ликовната уметност, визуелната уметност е начин на живот. Значи јас уште од мало дете постојано сум цртала. Иако додека бев во средно, ја не сум од средно уметничко, јас учев во Јосип Брз и една година учев во Америка. Само додека бев во Америка имав периоди кога многу сликав, цртав и работев керамика, додека бидејќи бев во Јосип Броз не беше многу посветено внимание на ликовната уметност, повеќе на историја на уметност, ама секогаш следев настани, значи дали од ликовна уметност, музика, литература, значи сите уметности е многу битно човек да ги следи за да има богат дух. Затоа што сиромаштвото на духот предизвикува несреќни личности. Кога е личноста богата духовно, може да разговара со голема група на луѓе, ме сваќате на различни теми. И следејќи уметност, следејќи книжевност, значи може, како што рече Милена, да се добие инспирација за нешто што некој го размислувал, а сега е променето. Бидејќи ние уметниците сме на некој начин хроничари на времето во кое што живееме. Без разлика дали ние обрнуваме внимание, нели, не мора да зборуваме за политичката состојба во земјата, ние зборуваме за нашето секојдневие, секогаш. И тоа сакале или не отсликува некаква состојба на денешницата. Дали ме разбирате? Дали материјалите кои што ги користиме за изразување, значи се менуваат тие со текот на времето. Иако во сликарство уште се работи со маслени бои, меѓутоа се работи и со акрилни сега, кои што се многу подостапни. И тоа е на некој начин хроника на времето. Да. Многу интересно. Пробувам да најдам нешто. Јас имам, мислам, порано повеќе размислував на овој начин. Сега кога разговарам со вас, сваќам дека малку сум отапен. Малку ми е умот стана по-прагматичен и по-инженерски, да кажам. И тешко ми е да се ставам на таа фреквенција за да го разберам чувствувањето, за да го разберам тоа препуштање. Некако со текот на времето почнав многу да јас да сакам да контролирам и пробувам да го разберам, но каде мислите дека ми е проблемот? Проблемот. Ја имам во фамилија многу инженери. Така. Електроинженери, технолози, инженери. Меѓутоа сите на некој начин биле отворени кон некаков тип на уметност.
може би е тоа фамилиарно, нели, да ни е битно и емотивното и чувствителноста, нели, на различни нивоа. Така. Иако мислам дека ја играм голема улога, нели, со мојата визуелна експресија и некаква слобода на размислување. Се балансира ситуацијата. Да, меѓутоа, она што е многу битно е дека за нас уметниците 2+2 нели не е 4 или 1+1 не е 2. Затоа што ако имате жолта и сина боја, Така. вие не добивате само жолта и сина, него добивате и зелена, значи се 3 и плюс варијанти на сите тие. Да. И сега таа слобода на дух што имаат уметниците, затоа мислам дека нашите студенти се многу среќни луѓе, затоа што имаат им нудиме слобода на размислување и слобода на движење, значи они не се седнати во клупа, тие функционираат во ателје во кое што е дозволено да се движат непречено, нели? Така. И мислам дека не треба да се гледа на нас само како фантазери и нереалисти, нели, кои што не живееме со двете нозе на земјата, туку на луѓе кои што имаат идеи кои што можеби вие инженерите мислите дека не може да се направат, меѓутоа кога ќе не видите нас, добивате некаква по инерција, некаква енергија, за да може да фантазирате дека ќе ги реализирате. Бидејќи еве на пример Никола Тесла бил многу близок пријател со Марк Твен. Така. Мислам, знаете кој е Марк Твен, нели? Секако, да. Така да, он исто бил голем визионер, па дури и денеска уште, нели, не се знае, за Никола Тесла зборувам, нели, не се знае докаде све неговиот ум достигнувал, меѓутоа сакал да комуницира со уметници, не мора со визуелни уметници, нели, меѓутоа со некаков тип на уметници. Да, мислам дека тоа е многу јако комбо меѓу уметник и инженер. Ја мислам дека има многу една голема блискост, затоа што па еве Леонардо да Винчи кој што сите го знаат, нели? И сите го знаат. Двете практично. Сите го знаат повеќе како уметник. Всушност он бил истражувач, он бил инженер, бидејќи повеќе време посветувал на изработкава на воениве машини, нели, бидејќи бил обично кралски уметник, меѓутоа нели не работел уметност, он за војската уствари тогаш на работа. А ова што го работел како уметност, он бил фантастичен цртач и бил визионер, меѓутоа се било повеќе на ниво на експеримент, значи тајната вечера тој експериментирал со тоа какви бои, бидејќи не сакал јајчена темпера да користи, значи правил некакви своји експерименти и заради тоа, бидејќи не работел на класичен начин, сега тајната вечера е речиси уништена, нели? Навистина. Да. Не, тоа е, баш кога го спомнавте Никола Тесла, тоа ми текна всушност колку се испреплетуваат двете нешта. Обично така се мисли дека уметниците не се со двете нозе на земјата и дека лепдат некаде и си фантазираат, како што рековте, а инженерите се баш во тек со реалноста и знаат и калкулираат, нели? И како што рековме на почетокот, има и добра и лоша страна на двете. Всушност Никола Тесла и кажува самиот дека најголемата заслуга, да речеме, за неговите изуми е неговата способност да визуализира, значи во својот ум веќе да направи слика за направи слика, она целост, значи на сите тие сложени машини да ги согледа сите елементи, сите ќошиња, сите делови, сите штрафчиња во својот ум пред да почне да црта или да ја работи. Апропо, што е визуелна култура за сегашното време? Така. Насекаде околу нас. Значи, она што го правите низ мобилен кога скролате. Тренингче за Значи, сега сите информации се визуелни. Многу е битно да имате визуелна култура за да знаете да изберете, нели? Селекција на информации, значи, ама во сегашно време и комерцијално се напаѓа визуелно. Да. Па тоа зборува само за потенцијалот и како да кажам и моќта која има визуелната слика врз човечката псих. Иначе кога зборуваме за факултет за ликовни уметности, обично се мисли, нели, на факултет за ликовни уметности одат само оние кои што знаат да цртаат и не знаат ништо друго да прават. Така.
точно дека треба да се има талент, нели, и да се има желба. Меѓутоа, еве, јас сум чист пример, јас сум како се викаше тоа, рациновец, значи од прво оделение до четврта средно сум скроз одлична. Рациновец. Ова е прв пат да го имам слушнато вака, одлично, да. Значи ме биваше за сите Да, предмети, так. бев добар ученик, меѓутоа имав желба. Она што е многу битно да се знае за да се биде добар, успешен студент по ликовна уметност, по било која уметност, е дека треба многу упорност.